Туризмот е најбрзо растечка стопанска гранка која има значајна улога во економскиот развој на земјава. Од тука сосема логични и оправдани се очекувањата на хотелско-гостителскиот сектор да добие дел од колачот од унгарскиот кредит наменет за македонскиот бизнис во висина од 250 милиони евра. Хотелиерите се подготвени да аплицираат, но се уште не се знаат конкретно условите и критериумите кои треба да се исполнат за да може да се аплицира, вели претседателот на Хотам Крсте Блажевски, свесен дека не секој ќе може да добие финансиска поддршка. Кога се дават пари нема прогледување низ прсти, се гледа само фирми кои се способни, кои работат, кои ствараат, прават позитиви и ако се кредитоспособни ќе го добијат тој кредит. Фирми што одат загуба и што не можат да исплатат кредити, значи тие и нови кредити нема да им помогнат. Сите хотели кои се кредитоспособни веќе се задолжени по банкиве и има некакви кредити кои ги користат. И овој кредит што ќе дојде да се помогне на стопанството како што е најавено, ќе биде исто така кредит со враќање, значи ќе има некој грејс период и ќе биде малце подобри услови. Во исчекување на 35.000 странски туристи кои од февруари ќе пристигнуваат на ривиерата, хотелиерите веќе размислуваат каде ги вложиле парите од унгарскиот кредит. Секој хотелиер кој има план да инвестира, да има додадена вредност плюс во својот објект или во својата работа, ќе си имаат бенефит. Субвенционирање на фирмите и да би можеле да задржиме вработените кои ни се и да имаме стандард повисок. Секој хотел кој има интерес ќе треба сам да аплицира за добивање на кредит, но она што е многу важно е донесувањето на детални урбанистички планови, на кои се чека 10 години, вели претседателот на Хотам, за да можат да се изградат нови сместувачки капацитети, а постојните да се модернизираат.